Се одлучивме за ова органско производство за пиперката, пошто имаме направено договорно производство, што е еден вид олеснување, што ќе го произведеш, што ќе имаш пласман каде да го дадеш. Беше инспирација со како прво поголемата субвенцијата, поголема субвенција на органското производство и договорната цена. Со договор, пошто имаш договор, имаш загарантирана цена и за еден земјоделец е тоа најбитно. Со договорното производство планираш дека ќе произведиш и ќе го продадеш. А недоговорно производство не знаеш што ќе биде. Дали ќе го откупат или нема да го откупат. Почнавме од нула, само што направивме договор да ќе садиме органска пиперка, не знаевме ништо, не бевме запознаени со ништо. Така да, како се одвиваа работите, бевме во контакт со Ангела, така она ни беше ментор, не управуваше и полека успевавме до во што сме. Разликата помеѓу органското и конвенционалното производство не е голема, не дека е многу позахтевно, меѓутоа треба правилен начин на третирање и точно во одреден момент да се третира нештото. Единствена разлика е тоа што рачно треба да биде плевењето, строго забрането употребата на хербициди, употреба на секакви средства кои можат да уништат дел од зеленилото. И тоа е, а не дека е нешто позахтевно или потешко. Истите препарати кои ги користиме за развој на расадот, ги користиме и во конвенционалното, ги користиме и во органското производство, меѓутоа сепак треба да се препарати кои се дозволени во органско производство. Па, кај нас фали недостасува едукација на производителите за да го разбиеме тоа мислење, за да сватат дека органското производство ниту е поскапо, ниту е потешко, туку само е малце поодговорно и позахтевно за работа. А заработката е секако повисока. Со помош на државата има повисоки субвенции од 100% во делот на градинарството за произведување на органска храна. Препаратите не се поскапи и тоа пак со едукација само ќе можеме да го разбиеме тоа мислење на земјоделците, затоа што постои мислење дека доколку се употребуваат органски препарати, ќе имаат застој во развојот и тие се поскапи. Што не е точно. Се испостави на терен дека не е така. Оваа година сефте правим органски пипер и до сега не сум следал јас ајварски пипер. Семето го земавме од Србија, оригинал органска пиперка, хибрид семе. Расадот е произведен на едноставен начин. Значи, ставено е хумусно ѓубре, субстрат, полеено е сето, наводнето, убаво. Од оздола имам ставено издупчена, оно се става мрежа, меѓутоа јас немам оваа година стаив најлон, и тоа издупчено сето, за да не влева нагоре трева и некои други загадувачи. Направено е 10-15 сантима дебелината да биде негде со субстрат. Наводнето, израмнето, потоа е посејано со семето. Од озгора пак исто еден тенок слој со субстрат се става. Се прави, најлон се полева, пак се завадува убаво да накисне, да биде влажно, се покрива, недела време не го цепка воопшто. Значи дури втората недела која ќе цволи, значи една недела му треба да цволи, која ќе цволи, тоаш полека више и ќе го навадам еднаш и од страните ќе му давам луфтерација за оти, па ќе жешко да не дое до габични заболувања како гниење што фаќа. Значи немав проблем со расадо. Јас да речеме и уназад години имам садено инаков пипер за јадење, везен пипер, имам правено леи за индустријски домати. Познато ми е, убаво се, па ќе видиме сега понатаму како ќе биде. Ова е спремена за 4 декари. Јас можам да кажам дека ова е многу полесно. За мене оваа година испадна. Зошто? Ќе ви кажам, јас во една талеја ми се појави преникнување, една ден не го отворив навреме, гниење. Го испраскав со панаминот, стопираше веднаш. Значи, многу сум задоволен. Нити ставам други
пестициди, инсектициди или прихрана прекулис нешто, апсолутно ништо. Значи само со панаминот го прскам и сум задоволен. Па почетокот на јуни, при крајот на мај, почетокот на јуни, ја мислам треба да го расадиме. Нивите, површините се спремни, ѓубрето е фрлано, изфрезирани се, машината е тука. Сега здраве Боже со Господ напред. До сега е добро. Има мали застои во делот Прилепскиот регион каде фати мраз. Доста од расадот замрзна. Имаме проблеми со неповолните временски температури, денските беа многу високи, вечерните ниски температури, што прави застој во развојот, меѓутоа сега со затоплувањето, што повишија температурите, за скоро очекуваме дека ќе почне и садењето. Јас сум Никол Чаневски од Долно Оризари, производител на органско производство на хектари 200. Јас сум Пече Ангелевски од село Долно Оризари. Моментално имам засадена површина на 7 декари со предвремен склучен договор. Цените моментално се околу 30 денари, мислам дека е задоволително за почеток. Предност беше инспирација со како прво поголемата субвенцијата, поголема субвенција на органското производство и договорната цена. Со договор, пошто имаш договор, имаш загарантирана цена и за еден земјоделец е тоа најбитно. Да речем, ти сни садели и уназад, може не толкави површини, ама пак за откупа, за цената во секој пункт башка цена и тоа ни беше малце некој проблем. А со ова веќе имаш загарантирано нешто, некоја подкрепа што може да се подпри секој земјоделец на ова се договора со цените. Сега за сега разлика немаме осетено, ќе видиме натаму како ќе се одвиваат работите. До сега едино разликата е што немаме до сега прскано пестициди, ништо, значи почвата е чисто, билка немаме никаква прскано за одтрева, за одплевели. Сега втор пат копаме, сега за сега е добро, вака нема многу трева, плевели излезено, ме радва и се од тука натаму кога ќе почнеме со вадење со системите, кога ќе поставиме, ќе видиме како ќе биде. Јас што со пријатели, со другари што имам правено муавет е се за што не може да се прска против тревата. Мислат дека ако испрскаш со тревата, дека се е решено во производството, било пипер, било што било она. Јас му велам, јас уназад 3 години исто така испрскав, нама не ни фати билката и исто копање, едно друго нормално, мора да сработиш производ, дали ќе си ги испрскал, не ги испрскаш, ако сработиш, ти имаш. И му велам, јас си заклучив дека ете, демек нема прскање, сума испрскал, нивата не ми фате билката и мора да се справи со тревата. А на време ако е сработиш, дури е помала тревата, вегетацијата на тревата нема никаков проблем. Никој не може да ме убеди во тоа дека ради тревата не седам органско производство. Па, по моје мислам дека не му се многу познати работите. Иначе, сега за се вака како што ми гледа не е нешто тешко. Така да, треба малце, може малце и сет работите кај нас така стојат што луѓето многу и не се запознаени со тоа органското. Може малце и сне поназад од страна на земјоделие према европските земји, сето тоа се влие. Кога што правиме муавет вака со другарче на друго, идат и гледат состојбата на пиперите кај нас и гледат ние колку сни вложиле, што сни вложиле и си прават нека математика, има појќе, да речем, исплатливо со органското, сега за година сигурен сум дека ќе има појќе. Во Оризари берем најмалце што мислам сега моментално што ги познавам другарче мој со 5 хектари. Јас ќе одам уште со 2-7 хектари ќе видиме само во Оризари. Башка Пеце што има посадено и тој ќе оди сигурно со хектар, минимум 10 хектари ќе видиме само во Долно Оризари за година. Со договорено производство нормално ќе биде појќе луѓето заинтересирани. Ако од двете страни се стои на договорот, ако се опочитува договорот, ако е се во ред, нормално дека ќе има се појќе ќе се шири, ќе се застапува во иднина. Да, задоволни со цената се, знаеш како, цената е таја. Прва година и ние не знаеме и за нас е ново ова, сега ќе видиме. Дај Боже нека биде се како што треба, па после ќе си направиме може ќе ни ја подкрени цената
договорувачот, откупот, ќе видиме како ќе биде. Ова е за сите е пробно, ова е прво, но ова е за нас да видиме како ќе изгледа. Сега за сега мислам оваа цена што е даена е солидна, ги покрива нашите трошоци, субвенцијата, да речем субвенцијата не ги покрива трошоците. Ова што е договорната цена не остана нешто за земјоделец. Сега е во одлична фаза, во фаза на цветање, има доста добар цвет, добра папка има пуштено, сега за сега со гранка, со лист, со таква работа е во одлична фаза. Во одлична фаза. Можам да речем и со некој што се тука комши што сме со нивите, тие се конвенционално, јас сум органско што се плаше оваана, со класа сум подобар. Не да се фалам, ама со класа сум подобар од нив. Со одговорното производство планираш дека ќе произведиш и ќе го продадеш. А недоговорно производство не знаеш што ќе биде. Дали ќе го откупат или нема да го откупат. Па сега моментално сме задоволен. Затоа што цената, како што ни е договорена сега, значи може да падне, а плюс со договорачи имаме направено, ако биде сега 3 банки, значи 30% поскапо од него обичната пиперка што ја даваме. Па сега, јас како претходните години што го имав со органско, нека е 4-5 тона од декар. Од иланска година ги имав тие. И баш кога ќе го однесев на откуп, не ме прегледува, само прашува што е ова. Каква пиперка е ова? Аби иста наша му викам. Како може да израсте толкова? Паномино му викам, само со паномин прскаме. Остај тие тарање што ги употребуваме порано, не употребувам. Па сега е во цутење и заврзување на пиперки. Од самиот старт, од време на расад ја следиме постапката. Сега моментално е во добра кондиција пиперот, со оглед на сушното време и температурите. Има добра боја, напредува, добра лисна маса, добра развиена папка, веќе почнува и врзување на пиперката. За скоро се надевам ќе почне дека и веќе нараснување и менување очекуваме и менување на бојата, па ќе видиме само временските услови да поможат да не дојде до уништување од град или претерана суша, за да се задржи во оваа кондиција. Досега е третиран 2 пати заштита, имаше проблем со појава на вочка. Меѓутоа го решивме тој проблем, останува неколку третирања, уште 4 третирања се направени во делот на прихраната и до берба би требало да има уште некои 2-3 третирања, доколку нема појава на некои несакани последици, уште 2 до 3 третирања ќе има во делот на прихраната. Да, соработувам веќе 3-та година со овие производители од тука, до сега произведуваа како на органски начин, меѓутоа немаа сертификати, сега од оваа година многу лесно беше да за нивна добивка ќе биде со тоа што ќе влезат во сертификација, ќе добијат повисоки субвенции, сертификатот ќе биде 50% покрен од државата и цената на готовиот производ ќе биде повисока од колку конвенционалното. И плюс ќе имаат 6 денари од предаден капацитет. Значи би требало да се задоволни од цената. Тука сме прв пат на оваа површина и ова представува фактички нулта контрола, на која што констатираме дали воопшто одговара самата парцела, дали има некои соседи кои што можат потенцијално да му го загрозат статусот на производителот, односно да го контаминираат со хемиски пестициди кои што не се дозволени. Во овој дел ситуацијата е добра. Останува да видиме дали производителот употребува дозволени или недозволени органски инпути и дали при земање на мостра, дали анализата ќе каже дека производот не содржи недозволени материи. Најпрво, самиот производител треба да се запознае со правилата на игра, значи да го прочита законот, односно правилникот за органско растително производство и самиот да одлучи дека сака да влезе во оваа приказна. Следен чекор е аплицирање до сертификацијските тела. Ние сме 2 сертификацијски тела, едното е Процерт, едното е Балкан Биосерт. Се аплицира до едното од нив, потоа следува доставување понуда од страна на сертификацијските тела колку би чинела самата контрола и сертификација, потоа следува потпишување договор, контрола на терен, административна контрола. Значи, собраните докази од терен и од документацијата со која што располага производителот се доставуваат до главната канцеларија, каде што уште 2 пара очи ги прегледуваат документите и се донесува сертификацијска одлука, која што може да биде позитивна, се издава сертификат
можеби треба да се достават или да се достредат уште некои работи за да се издаде сертификат, или воопшто не се издава сертификат, компанијата не ги исполнува или производителот не ги исполнува условите да биде сертифициран. Воопшто не е скапо. Се изненадуваат производителите кои ќе слушнат дека цената е многу нормална, значи самото доаѓање на контролорот на терен, дневницата исто така, дневниците на оние што покасно ги прегледуваат документите, значи не е воопшто скапо, уште повеќе поради тоа што 50% од трошоците за контрола и сертификација државата ги покрива и тоа е еден помал процент од она што државата го дава како субвенција. Субвенциите се зголемени 100% во однос на конвенционалните производители, така што сертификацијата не е товар, туку е нешто кое што донесува средства на таа позитивната страна од буџетот. Агротим аплицираше кај нас на повикот за поддршка на овие подсектори со идејата за договорно производство за органско производство за органска пиперка. Ни се виде интересна идејата и викаме добро, супер, идејата е одлична, ајде да видиме што можеме ние да помогнеме. Особено сме заинтересирани да го поддржиме договорното производство. Во моментот и Македонската асоцијација на земјоделски задруги, заедно со Македонската асоцијација на преработувачи, работат на договорно производство, исто поддржани од нас. Во петокот имавме состанок во Струмица, каде за другите и преработувачите се сретнаа и за прв пат почнаа да преговараат да за другите продаваат директно на преработувачите. И викаат до сега цело време трговците се тие што користат. Бидејќи земјоделците на преработувачките капацитети не сакаат да кажат цена на почеток на сезоната, земјоделците чекаат до последен момент и на крај трговецот ќе го купи производот, земјоделецот ќе заработи помалку пари, преработувачот ќе плати повисока цена. И уствари сите губат, само трговецот добива. И реално договорија, се надевам дека ќе биде сега успешно, да се направи понуда што можат да понудат земјоделските задруги, што би откупиле преработувачките капацитети. Значи, нашата идеја е оваа година, во соработка со Министерството за земјоделство, да видиме кои се можностите и проблемите во договорното производство. Оние кои работат во Министерство и во АПР веќе знаат дека во програмата за рурален има една мерка 125, таа е за договорно производство. Се договоривме дека оваа година ќе ја вежбаме, ќе ја пилотираме, да видиме кои се проблемите и кои се можностите. И на крајот на годината ќе заедно со Агротим, Македонска асоцијација на земјоделски задруги и со Македонска асоцијација на преработувачи ќе се напише упатството на таа мерка и наредната година би требало овие кои сме тука да бидеме спремни да можеме да ја користиме. Која е целта на таа мерка? Таму ќе се аплицира целиот систем, преработувач, земјоделци, може да бидат консултанти, сите оние кои се потребни за да се произведе еден производ. Да речеме сакаме да произведеме органски ајвар, имаме преработувачи, имаме земјоделци, имаме консултанти, значи целиот тој процес за да се организира, меѓутоа ќе биде потребно можеби некоја инвестиција. Дали ќе биде потребно ново семе да се увезе, дали ќе биде потребно да се направи, да се инвестира во некакви модерно производство на расад, не знам што е тоа што ќе биде потребно и тоа ќе биде финансирано од мерката во Министерство за земјоделство. Значи, доколку го изразите вашиот интерес за да произведувате сертифицирани органски производи, знаете кој патот кој треба да го добие тој сертификат, а понатаму морам да кажам дека модерните трендови во земјоделието се повеќе и повеќе се движат кон производство на органски производи кои се повеќе се тренд во конзумирањето на храната во светот и подготовката на храната. Она кое што го прави Министерството за земјоделие е сигурно поддршката која ја гради заедно со платежната агенција во делот на субвенционирањето. Значи, за одредени производи секоја година имаме различен норматив, односно зголемен процент на субвенциите 20, 30 до 50% по одредени производи, органски производи, сертифицирани органски производи. Значи, трендовите кои се движат во светот, знаете, тука претходно разговарав во неформален разговор, треба да се вложува, треба да се пратат, се со цел да бидеме што поуспешни. Министерството заедно со платежната агенција, заедно со партнерите кои ги има во
овој целиот процес, очигледно дека овозможува услови за тоа вие да го направите. Во случајот поттикнување во делот на финансиите, во добивање на зголемен процент на субвенции за разлика од обична субвенција за производство конвенционално. Со процентиваме искуство во изминативе години сме сертифицирале одреден број на земјоделци, меѓутоа не во делот на градинарското производство. Кривогаштанскиот крај е еден сериозен производител на пиперка со големи познавања за пиперката, голем број на откупни претпријатија. Се надевам дека во овој правец во делот на органското производство ќе најдеме клиенти кои понатаму ќе ни бидат како пилот. Лица кои што понатаму ќе кажат дека тоа не е тешко да се примени. Ние почнавме од ништо, од нула. Почнавме од нула, само нели што направивме договор да ќе садиме органска пиперка, не знаевме ништо, не бевме запознаени со ништо. Така да како се одвиваа работите, бевме нели во контакт со Ангела, така она ни беше ментор, не управуваше и полека успевавме до овоа што сме. Почнавме од ништо, значи не знаевме, земавме семе нетретирано амфора. Го насадивме во леите, произведовме и насадивме како пиперка. После за пиперката немавме вода, немавме ништо. Ни испадна во сусрет тргопродукт, ни дадоа систем капка по капка, значи цревата за систем капка по капка, све ние со лична собствена инвестиција избушивме бунар со пумпи, со комплет цела опрема, ја инсталиравме на оваа површина што ја гледате и моментално е до оваа ситуација целото тоа што е произведено. Беше тешко само во сунчевиот период кога беше температурата до 45 степени, кога веќе првиот заврз на пиперката не заврза ич, значи скрос на нула и тука се разочарав. Реков дека нема ништо. После тоа, кога веќе температурите паднаа, имаше втор заврз, трет заврз и тука целото, значи самиот корен си го даде сето тоа што треба, дали тоа првото е изгубено или не, овоа за мене е новина. Значи коренот си го даде целиот материјал што треба, значи целата килажа и моментално сме во полнек што нигде го нема, нели, моментално у целата држава никаде го нема тоа, а ние го имаме на овој рит тука во општина Лозово, село Милин. Ние насадивме негде околу 6 декари. 6 декари, имаме принос некаде околу 7 тона имаме предадено, имаме нешто на приватни, вака, онака, некаде околу 8-9 тона имаме до сега. Тоа е само зборуваме за прва берба, поради тоа што ние касневме, првата рака ни падна, имаме втора, трета рака, значи ние ако задржи времето, ако биде секој што треба, ако не дозволат временските услови, ќе имаме уште 2 добри берби. Значи мислам дека ќе го задоволиме тој капацитет што треба да биде од хектар до 3 тони, 3, 3,5, 4 тони, значи мислам дека ќе успееме во тоа. И мене првично ми беше тоа дека органско производство тука нема да успее. Плюс на ваква пиперка органско производство и мене ми беше малку хендикеп. Како почнав да работам? Како почнавме да се одвијат сите работи, како доведовме вода, како наставивме систем капка по капка, како произведовме све нетретирано семе, успеавме да направиме да посадиме. Значи со третирањето само со препаратот Панамин преку Ангела, значи ние успеавме органско производство на оваа површина и јас мислам дека нема подобро да успееме со обични препарати него со органски препарати. Значи сето тоа беше феноменално и мислам дека органскиот препарат делуваше многу подобро, иако јас бев скептик, не верував дека воа, али полека со тек на времето само си покажа и докажа и јас веќе верувам дека ние можеме да успееме. Препаратот е многу поевтин од другите препарати. Значи многу поевтин. Јас ако ставам на пресметка, значи со други луѓе што произведуваат него конвенционално, а јас произведувам органско, значи они се со препарати многу поскапи од мене. Значи јас многу помалку поминав со многу ниски пари се мине за препаратот. Значи имаме само општо органско ѓубриво што ни го дават и препарат Панамин. Значи ние сме на многу, да не речам со 60% пониско на цената на ѓубривата и на препаратите. Субвенциите се зголемени дупло. Имаме, значи, дупло зголемена субвенција за насад, имаме дупло зголемена субвенција за продадено кило во обработувачки капацитет.
Значи, ние сме презадоволни од тоа и мислам дека вака ако тера ќе продолжиме работа до година и до година уште повеќе. Прв пат кога ми кажа, ма не сакав искрено и многу значи голема беше декаражата. Ние влеговме прв пат млади на 6,5-7 декари, сите други што беа на договор, значи тука од кај нас, од Овче поле беа по 2 декари, по 4 декари и беа по возрастни луѓе што имат работено веќе земјоделие. И се мислевме, ама му дозволив, ајде ќе пробаме, ќе се обидеме, затоа што сме млади земјоделци, родители на 2 деца и се занимаваме со земјоделие. Прв пат пробуваме пиперка, значи претходно работевме тутун, дињи, бостан, такви работи и сега се вклучивме во пиперот, благодарение на Ангела. Ама Ангела ни беше водич, значи поддршка, ни кажуваше како да почнеме, уште кога требаше да се земе семето, леите кога почнавме да ги сееме, ги гледаше леите, го чекавме да никне, секој ден бевме во леите за да никне. Добро испадна се, супер, значи со расадот испадна добро, го насадивме. Ќе продолжиме, значи може и со повеќе, значи ќе садиме. Мислам дека ќе имаме сила, од оваа година испаднавме супер со производството, да садиме повеќе. Проектот Органско договорно производство го започнавме заедно со Агротим, во соработка со Агротим, со поддршка на име. И првично се изгледаше како малце нереална сликата, затоа што немавме земјоделци, имавме само побарувачка на органска пиперка. А земјоделци тешко да се убедат да влезат во органското, затоа што имаше недостаток на доверба од тоа каде ќе биде пласирана пиперката. Тргопродукт се јави како откупец на пиперката и на нивна иницијатива за побарувачката на пиперка неколку земјоделци пробно влегоа во делот органско производство. Стартно и производителите не беа сигурни што произведуваат и подпишаните договори не му беа некој цврст доказ дека на крај ќе се заврши се успешно. Меѓутоа сега моментално сме на насад со пиперки во Милино. Гледаме задоволни земјоделци, задоволни производители, задоволни од цената и со оглед на временските услови кои ги имавме годинава се покажа дека органската пиперка е доста понапред и со подобар квалитет од конвенционалната. Проблеми реално и немаше некои големи проблеми. Во Светониколскиот регион имаше проблемите настанаа кај неколку производители кои веќе потпишаа договор, меѓутоа не се во состојба сега да предадат пиперка затоа што имаше проблеми со недоволно количество на вода. Во време кога се расади пиперката, меѓу најдобрите расади од кога се расадија, се дојде до тотално сушење на расадот. Бевме ограничени со да може да се врши откуп на расад, за да може да се надополнат тие ниви, затоа што семето требаше да биде сертифицирано или дозволено во органското производство, произведено на посебен начин, не како и конвенционалното. И за жал тројца од производителите останаа без пиперка за откуп. Сето тоа еден од главните проблеми кои се најде во Светониколско, другите региони без проблеми ги поминавме, прилично добро. На задоволство на производителите, цената ја постигнавме, трошоците му беа доста поевтини од колку кога работат конвенционално производство и немаше некои реални проблеми кои можеме да ги сметаме за проблеми. Се беше решливо и минливо. Пред се во делот на дека органските препарати ќе извршат таа заштита и втор дел во недовербата беше на тоа дека вистина ќе се откупи пиперката. Меѓутоа се откупи пиперката и се плаќа на цена која беше договорна. Стартно имавме реакција од некои од производителите, викаја па ние произведуваме органско, а годинава нели се докажа недостатокот на пиперка си држеше цена и вика имаме иста продажна цена, реално гледано не е иста продажна цената, затоа што добивате 6 денари од преработувачки капацитет, 100% повисоки субвенции, препаратите ги обривате му се доста поевтини. Меѓутоа сега крајната фаза веќе на бербата на предавање на пиперката се покажа дека и таму кога веќе падна конвенционалната на 14-13 денари и секојдневно ги гледаме дека има незадоволство, оние кои склучија договори со тргопродукт и останат се уште цената и до крај се тера на 30 денари и редовно имат исплата. Па јас се надевам и досега има доста земјоделци кои работеа конвенционално, кои беа најгласни против органското производство и се имаше голема недоверба.
од сега се уваат и прашуваат дали за вгодина ќе имаме договори за органско производство со цел да се прошират. Имаме производители кои досега работеле со на мали површини, а работеле и други култури. За следна сезона најавуваат дека се останато ќе стопираат и ќе влезат во производството на органска пиперка. Значи имаме една од главните причини за да влез во органското производство пред се беше договорот кој го понудија тргопродукт, и помошта на земјоделците кои ја дадоа. Имаше земјоделци кои првично сакаат да влезат во органското производство, меѓутоа стартната инвестиција околу делот на снабдување на црева, на системот капка по капка и наводнување беше проблем финансиски, нормално, затоа што дел од нив се невработени, па имаат проблем да подигаат кредити. Тргопродукт излезе во пресред, понуди како регрес ги даде ѓубривата на одложено плаќање или при откупот да биде наплатена, и системот и на неколку од производителите кои имаа проблем со набавката на црева, систем за наводнување, тргопродукт излезе во пресред и го надополни тој проблем, така да мислам дека идеално поминавме оваа година. За следна ќе видиме како ќе се одвиват. Мамас бренд постои веќе 11-та година и сакавме оваа година да направиме некој исчекор. Тоа значи да направиме некакво проширување на нашето портфолио и органското како еден сегмент од премиум продукти излезе точно смислено да ни треба и таков продукт за да го прошириме нашето портфолио. Од страна на нашите партнери од странство имавме побарување за органски производи, но со повеќе години, во претходните години пробавме да направиме некакви напори, некој да посади, па да се направат органски ингредиенти, пиперки во прв начин и зејтин. Зејтинот ајде може да се купи, но пиперките мора да бидат локални, мора да бидат од Македонија, од нашиот регион, уште подобро ако бидат, и така да проектот за договорно производство на органски пиперки излезе во правиот момент кога сакавме да прошириме нашето портфолио и да одговориме на барањата на нашите странски купувачи. 11 години сме извозно ориентирана компанија која што прави традиционални продукти. Мамас бренд е збир на традиционални продукти кои што се направени од нашите мајки, по рецептури од нашите мајки, на домашен начин и се извезуваат во околу 50 на земји. Сега најбитното е во нашите продукти, например во Мамас Ајварот има 4 ингредиенти само, значи пиперка, модар патлиџан, морска сол и сончогледово масло. Немаме никакви други ингредиенти и тоа не прави поразлични од сите други. Сега кога правиме споредба за да направиме еден премиум продукт, уште по-премиум од нашиот премиум, значи да влеземе во органското производство каде што се бара конкретно сертифицирани пиперки без употреба на пестициди, без употреба на други работи кои што се дозволени во конвенционалното производство. На тој начин направуваме уште една скала напред во премиум производството на ајварот конкретно, на домашните продукти. Искуството со земјоделците беше доста позитивно, се што беше договорено беше испорачано. Имавме некои проблеми во Светениколско кај што немаше доволно вода и има проблеми со расадот и со производството, но мислам дека до година ќе бидат надминати тие проблеми. Се на се беа количините испорачани, договорените количини, немавме никакви проблеми, анализи беа направени на сите продукти, сертификати за органско има сите кои што ги донесоа, ги добавија пиперките кај нас. Така да претходната недела веќе производството на органски ајвар почна и пред нас може да ги видите и првите теглички кои што се излезени од тоа договорно производство на органски ајвар. Органскиот ајвар кој што го произведовме со договорното производство оваа година ќе заврши на пазарите во Швајцарија, Германија и Франција. Тие се најприбирливите пазари во однос на храна и затоа и бара специфично органски производ од нашите домашни Мамас рецептури. Секако во идните години ќе го развиваме и ќе го шириме производството низ целиот свет, имајќи го фактот дека ние продаваме во 50 земји, извезуваме наши производи, така да ќе продолжиме да го шириме производството и во другите земји. Секако дека ќе се вклучиме и во наредните години, бидејќи кога ќе се промовира еден продукт како нов продукт, тоа за нас значи извоз, значи
производство на нови продукти кои што мора да ги испорачаме на нашите клиенти, така да и во наредните години би се вклучиле секако во производството на органски мама сајвар. Се проблематичен ни беше оваа година зејтинот, бидејќи во Македонија нема зејтин, нема македонско производство на органски зејтин и тоа во идните години се надевам дека некој од компаниите ќе преработи и ќе направи органски зејтин, а исто вие може да еве како идеја да поттикнете и производство на зејтин. Задоволни сме од земјоделците кои што ги предадоа органските пиперки кај нас. Секако по договореното како што ги случивме договорите со нив, цената беше однапред договорена, бидејќи тие луѓе има инвестиции дополнителни во органско за да направат конверзија, да произведат органски производ кој што е потешко да се произведе од конвенционалниот, па така и ние како компанија си ја испочитувавме договорената цена и договорите кои што ги склучивме и сето тоа веќе е завршено за оваа година.